nećemo ti mi u tu Makedoniju, mi se mrzimo sa svima, kao što. Prekinuo je đubre, puj, pička te malo. Ima ljudi koji ostaju prijatelji i to se najčešće dešava zbog jedne stvari, zato što je jedna osoba zaljubljena, druga nije. To je jedini razlog što ostajete prijatelji i onda ova osoba koja je još uvijek zaljubljena se mora duplo više truditi da pokaže da ju boli kurac i onda se nalazite na kavi i onda ti dolaziš 5 minuta ranije, što full pokazuje da te boli kurac i dođeš 5 minuta ranije i sad se pripremaš kao sad kad dođe, ledeni špricer, ledena kraljica, samo takva je. I onda dođe, potapšate po ramenu kao Bog. I onda odete na kavu i sve što izlazi iz tvojih usta je ti pokušavaš to zaustaviti, ali ne ide i onda shvatiš da si napravio potpuno suprotno, da si dokazao potpuno suprotno ili dokazala i onda odeš na kavu, šta napraviš? Odeš na večer van sa frendicama i ubiješ tugu u alkoholu i to i onda se napiješ ko stoka i u 2 ujutro se budi ona hrabrost i vadiš mobitel. Znaš kaj, dok ti mene nećeš pa pička tebi materina bezobrazna odjebi. I ti si mu rekla, znaš kako sam si rekla, kaj sam mu sad rekla, znaš, I ti si faca, ali 2 ujutro je, on spava, ni ne zna da je dobio poruku, ali ti ne spavaš, tvoj mozak i dalje radi. I za jedno pola sata, nisam ja to tako mislila, ti znaš da tebe volim, pička meni materina bezobrazna. Se sjećavaš li Barbara? Vrnеше безпрестан врз Брест тој ден. А ти одеше насмејана, наврната, озарена, маѓепсана под крупните капки на дождот. Сети се Барбара те сретна во улицата сијам, се смееше и јас се смеев. Се сеќаваш ли Барбара, не те познавав ниту ти мене? Се сеќаваш ли на тој ден? И немој никогаш да го заборавиш. Еден човек под стреја засолнат го викна твоето име. Барбара. А ти? Потрчан из дождот, наврната, озарена, маќепсана. И му се фрли в преградка. Се сеќаваш ли Барбара? Не лути се што ти велам ти, оти ти му велам на секој што го сакам, па макар сум го видел еднаш во животот. Оти ти му велам на секој што го сакам, дури да не го познавам. Се сеќаваш ли Барбара на тој дожд, толку благ и среќен, врз твоето среќно лице, врз овој среќен град? Тој дожд врз морето, врз арсеналот, врз бродот од Сесан. О, Барбара, свинштина е оваа војна. И што е со тебе сега? Под дожд од железо, оган и крв. А оној што те гушкаше под онаа стреја, влюбено, страстно. Дали умрен? Или уште е жив? О, Барбара, се уште врне врз Брест, како што врнеше некогаш. Ама не е исто. Оти се е урнато. Ова се само посмртни капки дожд, ужасни и очајни, а не е ниту оној порој веќе од железо, оган и крв. Туку просто дожд од облаците, кој ги снимува како пци, кој ги носи водената струја од Брест, да изгнијат некаде далеко. Многу далеко од Брест, од кој ништо не останало. И одна тука имаш балавење. После песна на превер, не знам.
Ете една љубовна песна поврзана со некои други пострашни музики, како што се војната и така натаму. Може би затоа што и љубовта е војна. Да. Тоа е вечната војна меѓу половите. Кој колку ќе надвладе, кој колку ќе надмудри, кој колку ќе совлада. И тоа кога ќе стане војна, меѓу половите партнери, туримо го, тој. Таа не иде после превер да употребувам вакви зборови. Безобразни. Но во исто време, оваа песна е еден протест против војната. Носталгија за она што некогаш било и колку било убаво и што сме имале некогаш и што имаме денес. Тоа се тие носталгии. Особено кога некој се сеќава. На времењата која бил, да кажеме, најсреќен во животот. А е нормално тие времења ќе поминат, ќе дојдат некои други времења, некои нови луѓе, некои нови генерации и ништо у главата више не ти изгледа исто. Ништо не ти изгледа подобро од она што било. Иако мислам дека реално е така. За жал новите генерации нема да почувствуваат ниту мал дел од она што ние сме го имале. Она чувство на безгрижност, на мир, она чувство на, како се вика тоа, безусловна љубов, чиста љубов, заљубеност, ако сакате исто така. Чисто. Без пресметки, задни намери и така натаму. Без обременетост, кој е овој, колку има овој, дали е доволно богат за мене, дали е доволно добар за мене. Добар во смисла на, не во смисла на интелекти добри на него, во смисла да пасува на таа што бира поточно. Затоа на мојата генерација беше некако нормално да оди на море, а да не помине ниту една граница, да оди на море за кое што не и требаше пасош, да оди на море по месец, два, дали во приватен аранжман, друштво, дали е така како што имаш извидници овона. За багателни пари не беше проблем да седи на плажа до Сабајле со гитари, да ја свири едина моја од Ивле Јагоде, мислам дека беше, да ја шармира особата што му се свиѓа од Карши во кругот околу Логорскиот огин. По желба на присутните од други некои подалечни места, кои што за нас не беа странци, туку бевме земјаци, по желба на нив да ја пее чукни во дрво, чукни 3 пати од Лепи сол. И така тоа да биде едно многу сензитивно, длабоко, духовно, љубовно патување секоја вечер покрај Логорскиот оган некаде на некој остров на морето, за кој што не ни требаше пасош и кое што беше наше и кое што беше од еден заеднички дом. И кога ќе ги слушнам овие помладите генерации, нели, едноставно не биле родени, не знаат. Кога ќе ги слушнам дека некој кога критикува одредени луѓе кои што ја чувствуваат оваа носталгија и ја етикетираат оваа носталгија, ја ставаат у категорија на негативно, затоа што ја политизираат и даваат политички тон. Не се работи тука
носталгија, ради еден загубен политички систем или така натаму и така натаму. Се работи за носталгија на некои загубени вредности кои што денес тешко можете дури да ги видите, а не да ги уствари не можете да ги видите нигде. Ете, тоа е од прилика она шо оваа песна од превер на некој начин може да те асоцира додека ја читаш или ја кажуваш. Таа платонска, нели, љубов. Ја гледаш другата како паѓа во преградки и си викаш утре некоја па друга исто Барбара ќе падне така у мој преградки, што ја ќе ја чекам под некоја стреја и така. Луѓето си сонуваат, си фантазираат. Дека некој нешто мора да дојдат. Некогаш. А не мора да дојдат. Некој останува цел живот во улогата. Вака на пазач. Да гледа други како барбари паѓаат во преградки на други типци што ги чекаат под својата стреја и така. Под некоја стреја и така. Светот се дели на пиони и шампиони. Како беше онаа песна. Но секој со својата судбина на понекогаш оние кои што се движат, ќе кажете, во најбучните, најраздраганите кругови. Понекогаш па тие се неосамени, тоа нема правило. Но, штета е што новото време, што е нормално со сите овие нови измислици, технолошки, фактички се затрупа духовните длабочини до кои што човекот можеше да допре пред 40, 50, 60 години. Сега се тоа многу плитко, површно, да и джест. Ја прашувам вештачката интелигенција да ми даде нешто што го преджвакала и ми го плюкнала во уста за ја пак да го джвакам. Ја прашувам да ми каже сиже за некоја книга или за шо пишува, појма немам, во естетиката, како се викаше, во Хегел, ама ја никогаш нема да ја прочитам. Го прашувам да ми каже тоа се соочувате сите ви родители. Кој е некој лик од античката драма, за да можам писмено да напишам за него, ама драмата нема никогаш да ја прочитам. Дури пишувам за тој лик писмена, а не знам ниту како се вика писателот или драматичарот што напишал. Поостана да зборуваме на крај за некоја време на длабока духовност, на големи емоции, на белина, на чистина, на чистота, на невиност. Често пати ќе кажам да ги имавме ние кога бевме копилјаци овие нови стварчици и мобилни, и компјутери, и тиктокови, и инстаграми, веројатно исто ќе забегавме. Само во тоа па се состои нашата среќа, што во наше време тоа уште немаше измислено. Па не ни преостануваше ништо друго, туку да бараме во себе и од нас. И тоа не тераше да бидеме креативни, да смислуваме и начини, меѓу другото пак да се вратам на превери. И начин како да ја пристапиш на девојка и да ја пишеш своерачно писмо, љубовно писмо. Па, како беше жута трава, зелен бор, одма чекам одговор. На крај, не да ти одговори на писмото, курсот тресе ладна вода. Али, уствари, тоа време беше тоа многу јако, многу полно со смисла.
Секако дека и денес има млади кои што се заљубуваат покрај логорски оган потешко. Секако дека уште некои ситни, мали групи на млади свират во парки гитари, ги пеат песните на Ролинг Стоунс, на Дорс, на Чорба, на Балашевич, на Битлси, на Лед Цепелин, на Пинк Флойд. Но сепак мислам дека не е исто. Многу брзо денешните генерации млади ја губат невиноста. Многу брзо. Дали созреваат побрзо? Не верувам дека тоа рано изгубената невиност во метафоричка смисла ги прави да созреат побрзо. Тоа не верувам. Само мислам дека стануваат уште поинфантилни, уште понеспремни, и што е најважно, многу помалку спекулативни, проникливи, сестрани, отколку што сме биле, нели, ние и нашата генерација. Сега секојаш има поединци нормално со честни исклучоци и има такви. Ама генерално, генерацијски, кај се гледа нивната загубена невиност. Прашајте било кој група на млади од било која провиненција на улица анкета направите. Испоставете ни само едно прашање. Дали верувате дека можете да го промените светот? Генерацијски. Добијате еден одговор. Јок. За разлика од мојата генерација или генерациите пред мене, уште повеќе некои генерации после мене, една генерација рецимо после мене, кои што многу наивно и многу невино нормално веруваа дека еден ден ќе го сменат светот. Драстично. Тоа беше поизразено у генерацијата пред мене, нели, која што више беше тинеџер во 70-тите, во она време кога сум бил копил, кои беа веќе позрели тинеџери у таа време. Мојата генерација исто веруваше дека може да го смени светот. 90-ти генерациите пак имаше такви назнаки, имаше таква енергија. После 2000-та година све што можеше да се разбие како идеал во свеста на генерациите што доаѓа после 2000-та година се разби. Нови погледи на свет, нови глобални идеологии, нови геостратешки тектонски пореметувања, глобализации, тотална обседнатост од поседување на материјални добра и си го направи своето. Резултатот од сето тоа е ова што го имате. Денес веќе никој, особено на овие простори, и кажам на Балканот, нема никаков порив, ниту пак има рефлекс да реагира со намера, дури да се обиде да смени нешто што е крајно негативно. Да го појава како феномен, како што сакате. Тоа сакав да ви кажам, се бајлево некаде ја прочитав ова Барбара. Па ми дое нешто да осквернавам, ама и не иде, сега ви рецитирав поезија, сега на крај да сквернавам, нешто Барбара, ова Барбара, нека биде само Барбара, ете така од превер. Ова се гледаме, значи, оваа песна ја посветувам, не сум циничен, во исто време на сите вас,
кои што барате некого, кои што посакувате некој од вас, некоја барбара, која гледате дека паја во прегратките на некој. На некој. Било кој. А вие дремете од страна на дождот и вака со прстот уста. Додека овој со барбара тамо под стрејата. Ето. Ама не можам да не осквернам. Морам нешто да изгледам говна, колку да она што било претходно, малце да го нивелирам, да го неутрализирам, да не биде така све пуно со емоции ово. Ај, чао. Ауто године. Онак, šta to jebeno znači? Znači, jel to znači kad zbudneš ključ u bravu, napraviš ovo, on napravi vrum. Kad ideš na benzinsku, da li je rupa di guraš cijev iza na guzi? Da li je kazić sveme zaključena It's raining men? Kad se sudariš, da li izbaci airbagove ili samo krene Isuse Bože, krećemo sad, Isuse Bože, krećemo sad? I ono što me najviše zanima na tom autu je kad upališ brisače, da li oni brišu ovako? Isto me to zanima, ko YMCA. I za kraj sam htjela reći, ako ćete se htjeti poslije družiti s nama, ja ne mogu puno popit, ali obožavam biti van s ljudima koji mogu užasno puno popit. Iz tog razloga što kad se mi ljudi satremo ko majke zemlje, onda postoje različiti tipa muškaraca i žena. I sad, ozbiljno, do kraja, ne prva, druga, cuga, treća, nego do krajnjih granica. I sad prva reakcija kod muškaraca, bez obzira koji tip bili, je uvijek ista kad se napiju, bez obzira koji tip bili, a to je, ja uopće nisam pijana. Ja nemam pojma kaj ti pričaš, uopće nisam pijana. I kad tako počne ti sad znaš da nije dobro. Kod nas žena prva reakcija, bez obzira koji tip bili, je također uvijek ista, ali potpuno različita od muškaraca. Mi ćemo za razliku od vas otići do svake osobe u bircu i klubu gdje smo se napili, do svake i preseravat se. Bok, ja sam malo popila. Ne puno, malo. Hoćeš se žvalit sa mnom? Mi bi se sa svima žvalili ili ljubili ili kako god već.